Кога најблиските ќе станат немоćни, роднините површни, а пријателите се поретки. Кога депресијата ќе ве совлада, а околината ќе ве отфрли. Сепак, има надеж. Добре дојдовте во VIP на еден ден. Јас сум Ирена Нацевска, 42 години, дипломиран новинар, за жал се уште без вработување. Неодамна го завршив курсот за персонална асистенција. Се надевам дека во иднина ќе можам да помагам на лица со попреченост, без разлика на нивната попреченост и без дискриминација по која и да е основа. И сакам да ви ја раскажам мојата приказна како дојде до тоа да се пријавам и зошто сум во оваа емисија. Цело време ме отпишуваат, јас упорно си се запишувам, дури и кај оние што се обидуваат. Например, они ќе ми ја стават пречката толку, јас одам таму. Подбивањето од соседите, задевањата од децата и потребата да се остане смирен ќе ја обележат судбината на Ирена. А се почнало со преселбата во нова населба. Обата мои родители се храбри борци. Се извинувам. Ирена, дали си ти среќна? Јас сум среќна што сум преживеала и што се уште преживувам и што се уште, што се вели, не сум она унесреќена или уназадена. Јас имам две раце, две нозе, уста, нос. Што мислиш на Ирина што најмногу и фали? Што и фали? Сигурно многу работи и фалат и недостасуваат некои работи. Таа мислам дека сама останата, нема родители, нема браќа, сестри. Што можеме навистина со неја заедно ќе разговараме и колку можеме да ја помогнеме. Инаку Ирена е навистина многу интелигентна девојка. Значи образована, има завршено новинарство, ако не се лажам. Знае дури и кинески има познавање, англиски и за жал има доста такви луѓе што се ете така можеби судбината си поиграла со нив, пропаднала во општеството, али Ирена, ти ќе го имаш твојот VIP третман. Ја почнува процесот. Значи одиме кон подобро утро за Ирена. Сега што ни следува да одбираме најубави рамки. Може да бираме? Што да бираме? Рамки да бираме. За очила. Овие. Добро. Добар ден, како Добар сте? ден, одлично. Јас сум доктор Жумгулова, вие сте? Ирена. Ирена, повелете Ирена. Благодарам. Истивам. Значи, како беше? Има доста завадење, има доста работа, ама ќе помине. Ама ти немаш страф од забар, нема да те боли, Не. ништо. Се ќе биде како што треба, така? Да. И после кога ќе се насмивнеме во камера, со една голема насмевка. Денес ја продолжуваме приказната на Ирена. Нејзината емотивна исповед погоди многумина. Ние не сме овде да осудуваме или да заклучуваме. Ние имаме единствена цел – да покажеме дека може поинаку, подобро и посреќно. Нашата цел е среќата на Ирена.
А до целта стигнуваме на крајот од оваа епизода. Гледајте не! Процесот на изработка на парцијалните протези кај Ирена беше изненадувачки брз. Борецот Ирена јуначки ги издржа сите 15 вадења на заби, а брзата коагулација и зараснувањето на раните ги изненади и докторите. Веруваме дека Ирена многу брзо ќе се навикне на нивното користење и најбитно, широко ќе им се насмевне на луѓето и светот. Се наоѓаме во стоматолошката ординација, таму каде што завршивме во претходната епизода со Ирена. И сега веќе сме овде за да видиме што е она што се случило во меѓувреме и конечно да ја видиме вистинската насмевка на Ирена. Со доктор Жунгулова ќе поразговараме околу тоа што се направивме, беше тешко, беше лесно и конечно дали можеме да видиме една убава насмевка на Ирена. Еве, конечно стигнавме до завршната фаза и да ја видиме насмевката на Ирена. До сега имавме доста работа, имавме доста заостанати корени, кои што мораше да се екстрахираат. Имаше неколку пародонтопатични заби во долна вилица, кои што исто така ги екстрахиравме. Поправивме некој заб и почнавме со мерките за протезите, така да сега сме до завршна фаза предавање на самите протези. Каков пациент беше Ирена? Ирена беше пациент каков што само може да посака еден. А како вие бевте како доктор, стрпливи? Ке каже Ирена. Да, ќе оставиме да каже Ирена. Тогаш ќе ја чекаме Ирена, кај да е треба да стигне, ние ја очекуваме во секој момент и кога ќе дојде, ќе видиме. Може да ги предаваме протези. Ирена, добре дојде. Здраво. Здраво. Како си Ирена? Добра? Одлично, да. Сега ќе бидеш уште подобра. Ќе видиме Нели? сега, да. Столчето е твое, нели? Да, само да се Повели, раскомоти се, да ги предадеме протези. Иако во првичниот преглед зборувавме дека на Ирена ќе се изработи само горна протеза, сепак докторскиот тим одлучи дека е подобро да се изработи парцијална протеза и во долната вилица. Непослушните заби, секој со своја приказна и насока, беа скротени од доктор Жунгулова, а бојата на забите, кои заедно со Ирена ги одбраа, легнаа совршено во устата на учесничката. Пушти се. Сега ќе ти ги покажам протезите, значи да се погледнеш у огледала. Задолжително беше фотографирањето со докторката, како спомен за една убава подарена насмевка, на која сите сме горди. Откај забарот се упативме во куќата на убавината. Здраво, Сандра. Добро дојдовте. Добро ме најдовме. Да, ова е Ирена. Ирена досега не била никогаш во салон за убавина, така да верувам дека ќе ја овозможиме едно прекрасно чувство и дека ќе ја направиме еден ден вистински за паметење. Јас ќе да препуштам тебе сега во сигурни раце, а јас тук-таму ќе наблюдувам малку. Може? Може. Ајде. На листата козметички интервенции имавме многу разгалувања за Ирена. Прво, консултација околу косата на Ирена. Ќе направиме косата во еден тон,
затоа што имате седо влакно, ќе обоиме природна нијанса, пошто најубаво ќе ви стои природна нијанса. Според тенот и годините, малце може да одиме на црвен тон, бакарно црвен ќе ставиме, за да изгледате посвежо. Потоа ќе ја скратиме малку косата, за да може, например, да носите и врзана косата, бидејќи вашата коса бара почесто фенирање. Може на крај да направиме третманче, затоа што гледам дека е оштетена косата, малце да освежиме од летото, за да припремиме за есен, за зима. Белите влакна кои се појавиле кај Ирена, што генетски, што од секираци и мисли, денеска ќе бидат покриени во убава костенлива боја. Третирањето на косата, која подолго време не била фарбана, беше задолжителен дел. А боењето на вегите само ќе придонесе Ирена да изгледа помлада. Додека траеше процесот, Ирена не престануваше задоволно да му се насмевнува на огледалото, уживајќи во своите нови заби, изглед на кој чекала цели 10 години. Кажете ми што имате работено вие нешто до сега на вашата кожа? Што имате правено? Мијење обично со сапун, со помада, со нивеа, најобично и сапунче. Немам нешто многу посебно. Во ред. Јас би ви предложила сега за вашата, пошто ви е сува кожата, за вашата кожа да направиме еден третман, пошто имате и флеки, да ви направиме едно микродермо, а после може едно окси. Третманите кои почнаа да ги прават за разубавување оставија простор Ирина да се поднавикне на протезите, па време беше да слушнеме и како зборува со нив. Ирена, ја поминавме фазата на боење на косата, фенирање на косата, направивме третман на лицето, сега ни следуваат уште педикир, маникир и трајното завршно шминка. Кажи ми како се чувствуваш во салонот за убави? Интересно. До сега не си била? Па, сум била порано, меѓутоа повеќе во фризерници, не како ова што е, например, салон за убавина. Како се чувствуваш тука? Прекрасно. Дали се чувствуваш како вип, затоа што... Апсолутно, баш како вип третман. Кога се гледаш во огледало, што си мислиш? Не сум јас таа личност, друга личност. И се чувствувам многу помлада, поосвежено, луѓето си ја знаат работата. Добро. Каква Ирена очекуваме после сите третмани? Нова личност, нова вип личност. После тоа, каде ќе отидеш прво? Кого да некого ќе изненадам, ама кого, сега во моментов не ми текнува, ама некого ќе изненадам. По самоувереноста во незиниот глас, одлучив дека е вистинско време да ја прашам Ирена во врска со незината кариерна состојба. Дипломите кои ми ги достави, уредно складирани во дебела папка, а тука ги има многу. Дипломата од правниот факултет, дипломиран новинар, дипломата од средното училиште, хотелско-угостителски техничар, сертификатот за обука за сметководител, сертификатот за персонална асистенција, дипломите за познавање на јазици на неколку нивоа – англиски, германски и кинески. Тука се наоѓа и дипломата за посета на курс за предприемаштво. Ова е повик за сите оние кои во Ирена гледаат свој потенцијален работник,
Обратете и се. Ирена, во моментов немаш работен ангажман, од кога не работиш? Па не работам практично од август, септември сега овој месец. Значи што секој има своји видувања на работата и да очекуваш и да даваш максимум од себе, а да не ти е возвратено. Значи некогаш се случува, треба и да се пронајдеш. Ти колку да си пронајден во работата, ако некој друг ти прави обструкции и не може да се пронајде како личност, не можеш ти да му помогнеш. Затоа, значи има, например, професии во кои што работела дури без пари, а има професии, што, например, им ко право ти пари да ти дават, не би одела. Кажи ми, што би работела сега, ако има никој нели да понуди, што е тоа? Исто ми кажа дека си била дискриминирана во однос на годините, кажи ми го тоа. Да, во однос на годините секаде прво каде ќе отидеш, секогаш до 30-35 гледаат изглед, појава, не ценат работник, туку ценат појава, што им е погрешна. Добро разбирам, некаде треба појава, ама сега некаде бараш оно што се вели хигиеничарка за да преживееш, ти бара слика, за мене тоа нонсенс, невообичаено. А се случувало дури и во професијата да имам дискриминација. Она во новинарството, меѓутоа таа е поинаква дискриминација на меѓусебни колеги, она некогаш закачки, меѓутоа добро, тоа е нормално и се надминува со тек на време, затоа што си навикнат на соработка, сакаш, не сакаш, ке мора да соработуваш. Кажи ми, што би работела сега? За какви работни задачи си расположена? Па, нормално новинарството, администрација, хотелско-туристички техничар, нешто, мислам, давам часови по англиски јазик, чувам деца, се едно дали се со телесна или интелектуална попреченост или имаат надпросечна интелигенција, или најобично, например, дури повозрастни личности што имаат потреба од човек до него да му среди одредени работи. Понудата за работа можете слободно да ја испратите на Facebook профилот на Ирена, на нашиот Facebook профил или едноставно да напишете мејл во која повикувате Ирена на разговор за работа. Ирина, ни остана уште многу кратко за да те добиеме тебе во VIP варијанта. Затоа јас сега ќе отидам да ја земам гардеробата, нели на VIP личностите им носат гардероба, не одат тие сами да си ја одбираат. Јас ќе отидам, ќе ја донесам, те оставам тебе во вистински раце и после тоа верувам дека кога ќе се вратам нема да ја препознам Ирена. Ми гарантирате? Да. Тогаш одам по гардероба и се гледаме со новата VIP Ирена. Третманите привршуваа. Шминкањето по сите правила и прописи. И подлога, и крем пудра, и пудра во прав, и за широко отворени очи третки. Со чија помош очите на Ирена уште повеќе ќе блеснат. Шминкерката Росана одбра бордо боја да асоцира на женственост и сензуалност за усните на Ирена. Додека јас одбирав што е тоа што ќе биде соодветно за Ирена, нејзи ги завршуваа последните разубавувања. Сакавме да одбереме за Ирена нешто што ќе ја истакне нејзината убавина.
Таа убавина која лузните од навредите и подбивањата, длабоко ја сокриле позади брчките на оваа 42 годишна жена. И одбрав. И време е за нова Ирена. Продолживме во делот со средување на ноктите. А околу Ирена цел еден тим на девојки, баш како во филмовите или на модните ревии. Ирена лежи и ужива. Задоволството на незиното лице е видливо, а богами и задоволството на лицата од девојките во салонот за убави на плежар. Ирена има убави дланки. Многу текстови напишала, но и многу молби за работа. Сега со новиот изглед на дланките и имањето на траен лак, се надеваме на уште поубави текстови и многу поздрави со среќен крај. И конечно, ја имаме новата Ирена. Првиот аплауз го доби токму од тимот на салонот. Јас бев сосема обземена од изгледот на Ирена. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Време е да се излезе од темната облека. Време е да се избришат солзите. Време е да се засукаат ракавите за нови, поубави предизвици. И конечно, време е за нов одраз во огледалото. Убавино насмевни се, како ден. Убавино насмевни се, како цвет. Ко фреска ќе те чувам, ко галеб ќе се нурнам в твојот бран. Убавино насмевни се, јас сум твој. А сега е време за најубавиот крај. Ирена во вистинско вид издание. Додека Марија ја чека да ја види во финалната верзија. За нивната средба не требаат зборови. Јас сум твој, со тивка песна и силна љубов. Те чекам на брегот. Кај сте ми, девојки? Најсрекни во целиот можам да ја свет, нели? препознам, Драги пријатели, ова беше успешната приказна на Ирена. Се надевам дека ќе имаме уште многу задоволни лица и се надевам дека на Ирена и пруживме втора животна шанса. Сите кои сакате да се пријавите, слободно искористете го и нашиот мејл, искористете го и нашиот Facebook профил. И заслужете го вашиот VIP за еден ден. Погледни ме,
zaludi me. Babino nasmehni se, vidi сон. Јас останав без зборови кога ја видов Ирена, сосема нов човек, не можев да ја препознам. Браво за овој потек на целата продукција, посакувам успешна работа и се надевам дека ќе се помогне на многу вакви други личности, а верувам дека ги има многу кај нас. Браво, уште една шаплаус на вистина. Јас сум Ирена Нацевска, бев VIP личност на еден ден и посакувам на сите идни учесници да си поминат како што си поминав јас, благодарение на продукцијата и благодарение на овие прекрасни VIP личности во реалноста што ни овозможуваат и ние исто така да се почувствуваме како што и они се чувствуваат секојдневно. Огромна благодарност до сите. Protivka pesna i silna ljubov, te čekam na vredo, Stefanija. Ljubi me nežno, pahni me nežno i smiri Branot, Stefanija. Pogledni me, Stefanija. Pogledni me, zaludi me. U babino nasmehni se, kako den. Во следната епизода ке гледате. Јас сум Златарова Јасминка од град Велес, мајка на 4 деца. Образование имам средно и вработена сум во Ветекс. Самохрана мајка на 4 деца. Можам да направам баш се. Можам планетава да ја скршам на две. Но тешко без тебе. Без крила тргнувам во лет, да смислам некој нов и подобар свет. Ја мислам дека е најубава мама е најубава на цел свет. Тешко без тебе. Тешко без тебе. И во бездната нам глуви тажни звона, колку да сакам се пак знам. Можам да